Новиот градоначалник Урце Георгиевски го очекува обвинителството да истражи кој исплаќал илјадници евра за интелектуални услуги во комунална хигиена и овозможил 371 вработени да земаат плата, а да не доаѓаат, а обвинителството го чека Георгиевски да дојде и да каже какви информации има. Отаму појаснува дека тој веќе ја презел функцијата и негова законска обврска е да пријави кривично дело, доколку има сознанија, го повикуваат да поднесе пријава. Обвинителите очигледно сами нема да постапат под допрен глас. Вела дека ќе чекале прво да истражат МВР и финансиска полиција како работело предпријатието комунална хигиена и дали имало злоупотреби. Надлежни институции за откривање на кривични дела се МВР, Управата за финансиска полиција и инспекторатите. До обвинителството до овој момент не е доставена ниту пријава, ниту известување. Сепак, обвинителството веќе води една истрага за комунална хигиена, но само за предпоследниот директор Сабахудин Рустеми и за уште едно лице за кој постои основано сомнение дека ја загрозувале животната средина со отпад, откако Скопје со месеци тонеше во ѓубре и нечистотија. Алфа неодамна пишуваше за вртоглавите тендери што сега веќе притворениот директор на комунална хигиена ги подпишувал. Од јануари до сега тој исплатил за тендери речиси 178 милиони денари или скоро 2,9 милиони евра. Специјалните возила за чистење ѓубре и целиот возен парк на комунална хигиена во последните 2 години се сервисирале за над 2 милиони евра, па оттука главниот град требаше да биде чист како стакло. И не само редовни сервиси, се купувале гуми, бандажи, масло, антифриз, федер, платна железарија, Бош пумпи, не се штедало ниту на канцелариски материјали, пијалоци, на осигурувањето на имотот, сервисирање на фотокопири, противпожарни опреми и на резервни делови за цел возен парк.